Добар ден, ученици! Моето име е Даница Ѓоргоновска и сум професор во гимназијата Доктор Ибрахим Темово Струга. Денешната лекција се однесува на меѓународниот систем на единици, кој што е од огромно значење, а еве зошто. Во минатото, во светот се користеле различни мерни единици за една иста физичка величина. Секоја земја си имала своји мерни единици, како за маса, така за должина, така за време. Дури секој град во една иста држава се случувало да има различни мерни единици за една иста физичка величина. Народите имале дури сосема различен броен систем. Сето ова представувало кочница за развојот на трговијата, стопанството, образованието, а најмногу науката. Само во Франција постоеле 250.000 различни единици. Сето така било додека за време на големата француска револуција Академијата на науките во Париз не одлучила да создаде еден систем на единици кој ќе биде за меѓународна употреба. Така било решено дефиницијата за метарот да биде 1/40 од земјиниот меридијан што поминува од свир близу Париз. Така што оваа дефиниција за метарот би била дефиниција за сите. Се очекувало веднаш да се забележат подобрувања во трговијата, во образованието, науката, но на почетокот било сето ова тешко, иако новите мерни единици биле донесени со закон, луѓето се уште ги користеле истовремено и старите традиционални мерни единици, што на почеток довело до уште поголем хаос. Но како што се прилагодувале на новите, се забележале позитивни промени. Понатака и останатите земји во светот, забележувајќи ги предностите на ваквиот систем, полека почнувале да го прифаќаат. Го прифатила и Англија, која што на почетокот се противела, меѓутоа решила како официјални да ги задржи и традиционалните мерни единици, но да ги прифати и интернационалните. Америка, која што ги прифатила традиционалните мерни единици од Англија, и ден денес се нема откажано од нив. Иако, како официјални ги користи нив, ги има прифатено и интернационалните, слично на неа и уште две други земји. Користењето на два мерни системи истовремено може да доведе до проблеми слични на овој, а тоа е неуспешен опит за лансирање на еден од вештачките сателити што требаше да кружи во орбита околу планетата Марс. Проблемот настана поради мешање на единиците во системот, оние традиционалните со интернационалните. Тука на сликата може да ги видите прототипите на килограмот и метарот. Прототип представува прецизно изработен систем согласно со дефинирани прописи, преку кој што се утврдува еднаквоста на некоја физичка величина со дефинираната вредност. Или со прости зборови, прототип е примерок врз основа на кој, односно со чие споредување, се изработуваат нови мерни направи или мерни уреди. Со исто значење се сретнуваат зборовите еталон и стандард. Баждарење е постапка на усогласување на практичните мерни направи, односно инструменти врз основа на споредба со еталоните. Со слично значење, односно исто значење ги имаме зборовите еталонирање и калибрирање. Да се подсетиме, физичка величина што е? Тоа е величина што е дадена со нумеричка вредност, бројка, придружена со соодветна единица мерка. Ако кажам, висината на едно растение е 168, што разбравте? Тука немаме некоја конкретна информација, бидејќи до
бројката, односно до нумеричката вредност, не постои никаква мерна единица. Не знаеме дали се работи за милиметри, метри, сантиметри. Физичките величини се делат на скаларни и векторски. Векторските, освен со нумеричка вредност придружена со соодветна мерна единица, се изразуваат и со насока. Односно, физички величини кои што се векторски се, например, сила, забрзување, брзина. Во текот на годините, дефинициите на основните мерни единици од ЕСИ системот трпеле измени, со цел да се добие што попрецизна дефиниција, која што би се употребувала што побезпрекорно како во трговијата, така и во науката. Тука може да прочитате како историски се менувала дефиницијата за метарот. Понатака, како се менувала дефиницијата за килограмот, за секундата. Понатака, каква е дефиницијата за мерната единица ампер, која што важи до сега, значи до последно време. Зошто велам така? Исто, освен за ампер, може да прочитате дефиниција за келвин и за мол. Зошто велам до скоро време, бидејќи препорачаниот практичен систем на мерни единици, СИ, со интернационална скратеница СИ, одлучи да направи целосна ревизија на СИ системот, односно сите мерни единици да бидат редефинирани на еден сосема нов начин. Тука може да прочитате нешто повеќе околу таа одлука и околу начинот на кој што се дефинираат сега дефинициите, односно основните мерни единици. Најпрво секундата, понатака метар, килограм, ампер, келвин, мол и кандела. Новите дефиниции стапија во сила на 20. мај 2019 година, иако се уште во сите земји не се изгласани со закон, бидејќи се релативно нови. Она што е важно да го знаете од оваа лекција е кои се основните физички величини од СИ системот. Да знаете да ги наброите, да ги знаете нивните вообичаени ознаки, како и соодветните единици на основните физички величини, нивните имиња и нивните ознаки. Освен основните мерни единици, постојат единици изведени тргнувајќи од основните, како што се овие дадени во табелата. Постојат изведени СИ единици со посебни имиња и символи. Овие единици, иако имаат своји имиња и символи, може да се изразат и преку основните СИ единици. Тука ќе забележиме некои важни работи. Ако не знаете од претходно, што значи метар на минус прва, што се сретнува еве тука, например, метар на минус прва исто што и 1 врз метар, само различен начин на пишување. Метар на минус втора е исто што и 1 врз метар на квадрат. Ќе земеме еден пример за мерната единица Њутон,
Ньютон е мерна единица за сила. Си има своја ознака N голема. Може да се изрази преку основните еси единици на следниот начин. Како се прави тоа? Од каде се доаѓа до овој израз? Од формулата за сила М по А. Мерна единица за маса. Сите знаеме е килограм. М значи маса. Мерна единица за маса е килограм. За забрзување мерна единица е метар врз секунда на квадрат. Метар врз секунда на квадрат може вака да се запише. Или секунда, 1 врз секунда на квадрат може да се запише како S на минус 2. Тоа е она што може да го видите тука. Значи, објаснување како се доаѓа до овој израз. Преку формулата за сила и преку пишување на основните мерни единици за маса и забрзување. Изведени еси единици со посебни имиња и символи повторно, како можат да се изразат преку основните еси единици, треба детално да ги прочитате. Има изведени еси единици, чии што имиња и символи содржат изведени еси единици со посебни имиња и символи, и тие треба да ги прочитате детално и да ги разгледате, како и да се обидите да ги изразите преку основните мерни единици. Понатака, тука имате една многу важна табела со префикси. Еве, например, со овој фактор, односно бројка со која што се множи. Тука е името на префиксот, тука е даден символот и повторно тука имаме име на други префикси, нивните соодветни символи и факторите со кои се множи. Например, ако сакаме да претвориме дециметар во метар, треба да помножиме со 10 на минус 1. И така натаму. Единствена основна единица која што содржи префикс е единицата килограм. Значи, основна мерна единица за маса не е грам, туку килограм. Тука има уште една табела која се однесува на префиксите. Може да ја разгледате и можда ќе ви користи повеќе. Сами одлучите која ќе ја користите. Понатака, единици што не се од еси, а се прифатени за употреба со еси, да ги прочитате и да ги препишите, да ги разгледате исто како и за претходните табели, истото важи за ова. Други единици што не се од еси се прифатени за употреба со еси повторно. Овие единици се употребуваат само за одредени намени. Еве и тука има уште неколку изведени, еве и некои други мерни единици. Повторно други единици надвор од еси. Овие единици се употребуваат во постари текстови, во понови текстови не би требало да се употребуваат, или ако се употребуваат, треба експлицитно да се наведе врската со соодветните еси единици. И уште неколку такви. Важно е да се знаат правилата и конвенциите за ознаките на единиците. Типот на букви за единиците треба да биде исправен. Значи, да не бидат закосени. Дали да се пишуваат мали или големи букви, може да прочитате тука. Понатака, множина. Ознаките на единиците не се менуваат во множина. Имате и неколку примери. Значи, не додаваме, како што има кај нас и на крај за множина или во англискиот S. Дали се работи за 1 см или 24 см, си стои само сантиметар ознаката. Употреба на точка, прочитајте. Единици добиени со множење.
ознаки на единиците добиени со делење. Прочитајте ги правилата и примерите. За неприфатливост на едновремена употреба на символи на единици и имиња на единици, неприфатливост на кратенки наместо символи на единиците. Исто така постојат и правила и конвенции за префиксите SI. И овие се доста важни. Вие треба да ги прочитате детално, да ги разберите, да се обидете да ги разберите, а на некој од часовите за вежби подетално ќе ги разгледаме и ќе решаваме примери. Да спомнеме само дека постојат правила и конвенции за изразување на вредностите на величините, кои што денес нема да ги споменеме, туку тогаш кога ќе ни бидат потребни. Ви благодарам на вниманието. До гледање.